Средната возраст во 2025 година на македонското население е 42 години, односно за 5 години повеќе споредбено со 2015 година. Во регионот медијалната возраст е помала само во Црна Гора, каде што е 40, а поголема бројка има во Албанија, Србија, Грција, Бугарија, Хрватска и Словенија, каде што надминува 47. Поранешниот директор на Државниот завод за статистика, Апостол Симовски, објаснува дека медијалната возраст од 42 години не е просечна старост на населението, туку дека половина од македонските граѓани се помлади од 42 години, а другата половина се постари од 42 години. Според него, ваквата демографска слика се должи на повеќе фактори, но главната причина вели дека е миграцијата во странство, бидејќи се намалува бројот на родени деца во една држава. Самиот процес на наталитет заради образовниот процес, односно вклучување на поголема маса население во образовниот систем кој што трае подолго заедно со студирањето и слично, одложување на бракот, економските карактеристики, вработување на пресен на жената и нејзината активност во општеството, еманципацијата и така натака. Менуваат многу работи, меѓутоа по мене клучниот проблем е миграцијата, односно емиграцијата во странството и тоа што има двојно дејство, двоен ефект. Прво, би зема дел од населението, претежно младо, најчесто младо население, но и население кој што треба да го гради идниот наталитет. Симовски вели дека бројката речиси секаде е зголемена и поради развојот на медицината која го продолжува животниот век. Статистиката на Евростат покажува дека се зголемува и медијалната возраст на Европската Унија. Во 2015 година во Европската Унија изнесувала 43 години, а во 2025 година се искачила на 45. Пад на медијалната старост се забележува во Германија, а Симовски вели дека е резултат на тоа што Германија најчесто прибира надворешно население. Сепак на целиот европски континент највисока медијална старост има во Италија со нешто над 49 години, додека најниска е во Турција со 34,4 години.